се наоѓаме на лице место во селото Вилчишта, каде што жителите денеска го празнуваат празникот Свети Атанасиј, заедно сплутени сите со песна и весела атмосфера. Дури од вчера вечер започнаа со одбележување на овој ден, па затоа дојдовме и тука на лице место да видиме како го прославуваат овој празник. Денешни мои соговорници се господинот Стојан и господинот Целе Блажевски. Ке започнам со господинот Целе. Господине, добро утро. Драго ми е што сте дел од нашата утринска и нека ви е честит празникот за почеток. Хвала. Да ни напом Божиденов. Ние овај ден, Свети Атанасиј, ние слава во село. Цело село го славиме. Колку време го славите? Колку години? Не памтиме. Од памти века. Да. И сака да ви кажа дека го славиме, цело село го слави. Денеска чекаме гости и друго. На денешен ден носиме бајраци крсти по поле. Пејат таму песна, се молат на Бога, како Бог да помогне на луѓето. Верат крсти носа Бога, моля да зароси ситна роса беричетна. Секогаш вака уште рано наутро? Секогаш вака уште рано наутро? Секој година ова, традиција е. Традиција. Вчера вечер исто така почнавте со одбележување. Да. Што се случуваше вчера? Како си поминавте? Вчера убаво поминавме со музика, со јадење, со пиење. Ноќаска до 1 сат одбевме. Тешко ли би беше сега да станете рано? Мораше, каже има служба, нема дружба. И до колку часот, колку време всушност ви одзема тоа одење по полење, посета на црквата? Ова сега кој ќе киница со крстите, одат низ село, прат кружен ток, прат по поле одат. Ќе поминете на 2 сата, ќе поминете, дура се вратат назад, овдека. Кој ќе се вратат овде, ќе остат крстите, бајраците и секој дома си ојде. Ние сега се наоѓаме во црква Свети Никола, а го одбележувате празникот Свети Атанасиј. Да. Дали може би ја посетувате и црквата Свети Атанасиј исто така која се наоѓа овде? Сега бајраци кој ќе киничат од овдека. Одат нисел прат, кружен ток, одат сите Атанасиј одат. Тука попот ќе направи служба. Од тука после друга црква имаме Свети Јован, и тука ќе појдат. Друга црква имаме трета, таа Свети Василија се викат, и тука. И од тука после ќе дојдат овдека. Сите жители или може би дел од жителите на ова село се во оваа традиција, односно ја одбележуваат? Во село сите одбележуваме. И млади, и по возраст? Секако. Значи денеска некои други години така се погодено, прв ден работен, а иначе овдека многу народ имаше. Работен ден се погоди. Мило ми е, баш е убаво овде атмосферата, се надевам дека уште долги години ќе го одбележувате овој празник. Обовезно. Ќе преминам на мојот друг гостин. Ова пак да се гледаме, вака убај, здрави години. Господине Стојан, нека ви е честит празникот и на вас. За многу години. Како си поминавте вчера вечер? Многу убаво, за многу години, добре дојдовте на ова наша слава селска. Со музика, радост, веселба, поднапиени, весели. Имаше и малци и врека што се капеа, дечиња млади што превесели. Ова е традиција годишна, малце беше подпрекината. Се ќе ви кажам јас на времето, за време на комунизмот, беше едно време прекинат, па ние насила луѓе, имаше што насила и казни плаќавме и пак не ја оставивме ова традиција наша, али дојде време, се ослободи све и сега одиме цело време, кој сакат, 70% народот иде со нас, млади и стари, не пребирвиме, со песни, што кажа Целе, претходно ние верски песни си пејме, и одиме, да се молиме да зароси цитна роса, мет и млеко да се роди све, значи тоа е традиција. Кои песни ги пеат? Пејме песните како се вика, молам Господа да зароси цитна роса бериќетна, да се роди бериќетот мет и млеко, вино жито. И да се ранат сирачиња, сиромаси, значи да тоа е традицијата да се роди, дожд да заврни, да она пајава не одостои, не е прекинат дождот и сношти и тоа врни, ние играме и беше убаво, јадење, пиење, имаше организирано местната и црковниот одбор, све на тоа и све во глобала
И село, па месната е месната. И све се собра, и пиење, јадење, убајна. Али ова е уште поубаво денеска едно 2 сати, а одиме скроз таму. Тоа сакав да ве прашам, првен во црквата доаѓате, па потоа Одовде излегват бајрациве излегуваат, децава младиве си носат. Ево ги китат, може и да камерата да види кај што ќе ги китат и се попоци пет овдека. После тоа 3 круга се врти околу црквата, дечињава си ги земат, одиме низ село, горе таму таа, ако може да ја зафати камерата крстата, таму таа планината, одиме скроз со песни, со пиење, си носиме пијачка, кај после одиме Средорече, има едно Средорече село и тоа е во нашиот татар на разделбата. Свети Атанасија црквата, таа е Свети Атанасија црквата, по Свети Јован, па ваму е ова Свети Василија и поново се враќаме, низ поле одиме поново, се враќаме околу во црквава, си вртат кој сакат по гробовите, таа пресни гробови што имат, си ги викат да му испеат попот така на гробот и си се враќат, се раздружват пак околу 3 круга и се раздружват. Од тука почнуваме со селска слава, по нека секој добронамерник, нека повелит, нека дојде, куќи отворени се во цело село. само овој празник е карактеристичен за жителите на ова село или пак можеби има и Види, други? ова ни е селска слава, чим е селска слава е карактеристичен. Великден е колективен, Божик, тие празници, така е. А иначе најкарактеристичен, чим се носи, мислам, крсти, тоа е селска слава. И како што гледате, идате све повеќе и повеќе, некои од младите уште спијат, сношти до 3-4 останаја, тоа е веселбата, али ќе се покренат. Ако не дојдат црква, после ќе ни се придружат, некои не чекат, плюс заборев да кажам, имат некои што си имат продавница, таму имат горе некои фабрика, има исто, не ги чекат крстите, во тоа селото таму Средорече си имат селаните, си имат мезе, пијачка и таму и се надиме. Еве веќе кога напоменавте дека еве дури и вчера вечер со пијачки, со пјалоци, со храна го одбележувате овој ден, има можеби некое јадење традиционално за овој ваш крај? Види, наше јадење традиционално ова е познатиот белчишки граб. Незаменлив белчишки граб. Како се подготвува? Тоа само домаќин се куват, најмалку 2 сати 3 се куват, се подпржвит месо, коска на клајму се јај и се пиет, а иначе имат разни јадења, зависи како црковниот одбор што ќе одлучи, како ќе се одлучи, си имат, тоа го дава црковниот одбор заедно со селаните, кој што реков и месната. Месната е составен дел од селото и така да, значи, интересно и феноменално. Значи, Зато јас мило ми беше да дојдете, да имате време да заедно да направите емисија. Тоа е многу интересно. Се одиме, шишињата си ги ваѓаме, си се поднапиваме со одмори. Интересно е. Значи, ако дојдеме овде, дефинитивно треба да го пробаме гравот кој го споменавте и уште нешто да напоменате што може овде да се види интересно во ова село. Чинам има 4 цркви, освен оваа каде што се наоѓаме Свети Никола и Свети Атанасија напоменавте. Која е најстара? Најстара е цело мојда, која е најстара цело црква? Ова Свети Никола е најстара црква, ама документ немат кога е градена. А се препоставуваат дека е градена во турско време. Значи одамна. По сказните, кој што кажувале, турчино дава црква се гради, ама од првиот басамак, секолку влагаш нанатре, надолу басамаци ви одат. По тоа се препоставува дека во турско време, а документ која година градена немат. Добро, но сепак е удобно како што кажувате и по овие информации. Ви благодарам за овој разговор во утре. Уште еднаш нека ви е честит празникот. Фала. Поверете пак да дојдете. Уште еднаш и на вас нека ви е честит празникот и драго ми беше што бевте дел од нашата утренска. Ви благодарам многу на посетата, али мило ми е и понатака да идете да организирате наредната година, да се организираме, да дојдете да направиме една комплетна програма со цел народ. Ви благодарам уште еднаш и повелете на гости. После враќање на крстите, после план на гостите се. И да се проба гравот, да. Да се проба. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас.
Студио, се надевам ви пренесовме убава атмосфера од тука и сите оние жители кои што не се овде во овој момент, а не гледаат, односно се на фреквенција на Тилма телевизија, им го честитам овој празник.